За население од околу 50.000 жители на ниво на општина Кочани и населените места од регионот, итната медицинска помош треба да располага со 7 тима кои ќе работат во болницата и 1 тим за домашно лекување, изјави директорот на здравствен дом Кочани доктор Иван Спанчевски. Ние се содруваме со проблем на кадар. Ние имаме 5 тима за итна медицинска помош и 1 за домашно лекување. Меѓутоа трендот на напуштање на докторите нашата земја и одење во странство се повеќе се чувствува и во нашата општина. Меѓу другото, доктор Спанчевски додаде дека итната медицинска помош работи исклучиво за итни случаи. Итна медицинска помош значи стварно пружање на терапевтски диагностички методи што го отстрануваат и го спасуваат човечкиот живот. Не треба да се користи за банални работи, бидејќи фактички на оние пациенти што стварно е потребна итна медицинска помош, не можат колегите од службата да им ја пружат. Затоа и апелирам пациентите обично преку неделата кај своите матични доктори, лекари да си ја завршат работа без разлика дали тоа препишување на лекови или земање на упут, додека за итна медицинска помош треба да побарат стварно нешто кога е животно загрижувачка состојба. Некогаш доваѓа до непријатни сцени, кога, например, персоналот ќе побара да им се наплати, ако не се хитни случаи. Затоа што итна медицинска помош збринува само итни случаи. За разлика од претходните години, сепак условите за работа се за едно ниво подобрени, а со вработувањето на нови кадри, целосно ќе се реши проблемот на пациентите и навреме ќе им бидат направени сите прегледи без чекање и застој во работа.